Почитувани гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс, како што имам секогаш да кажам, подкаст за народот. Денеска имаме повторно интересен гостин, се работи за председател на политичка партија, се работи за наш веќе соработник, се работи за господинот Јорго Огненовски. Добар ден и како сте? Добар ден, благодарам на прашање, супер сум. Господин Јорго, денеска за вас имам подготвено малку поинаков сет на прашања. Еве би започнал со првото, а тоа е како според вас, како го гледате животот на еден македонски граѓанин? Дали е можеби горд или напротив? Не насмеат рече, дали еден македонски граѓанин горд? Под македонски граѓанин се подразбира сите нации и националности и религии. Види, не може повеќето од граѓаните во Македонија, за жал, не може да бидат горди. На што да бидат горди? 35 години имаме независна држава, 35 години владеат тешки криминалци, поточно банди од политички структури, како што се СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски привесници. Значи, секојдневно ја уништува државата, бидејќи тоа се гледа. Ние како граѓани, повеќето сме сиромашни, екстремно сиромашни, повеќе од 50-60% во Македонија. Има 2-3% кои што живеат супер, има супер богаташи, 1%, и другото преживува. Ние немаме средна класа, Македонија како држава пропаѓа во сите области: економија, здравство, образование, инфраструктура, животна средина. Си дишиме секој ден отровен воздух, гледате Скопје и другите градови, значи постои огромен хаос во сообраќај. Јас ми се случи повеќе пати во Скопје да заглавам сат и пол да не можам да се пробијам во центар. Ви гледав тие видеа, да? И да, ги снимав и како да бидам јас среќен во Македонија. Не можам да бидам среќен кога на власт се луѓе кои што за жал не работат за доброто на Македонија, за градовите, општините, селата, не работат за граѓаните, за народот, просто кажам. И не гледам јас среќни луѓе, напротив, гледам луѓе по улица. Денес колата ми се расипа, ова морам да го кажам. Морав да се враќам со автобус, таква беше ситуацијата, ни да влезеш во автобусот, ни да излезеш. А знаете, тоа беше околу 10:30 сабајле. Значи нема тогаш луѓе гужви 7-8 сабајле кога одам на работа. Јас не знам од каде излегуваат тие луѓе, но еве се слушаше во автобус, ова не е живот, ова не е живот. А сите по некоја основа, кога ќе дојде време за да се променат работите на подобро, да дојдат на власт квалитетни, честни, хумани луѓе со животно работно искуство, не сите, ама 30% како што излегува на ова гласање, 40% одат гласат за Курто Мурто. Не само Курто Мурто, гласат за тие што не уништувале досега. За луѓе кои што не се добри како луѓе, да не зборам дека крадат, пустошат. Значи уништуваат се одлуки никакви, гледате, во ништо не одиме напред. Спомнав, кажа во сите области. Како велат, еднаш како ве зафркнам, јас сум виновен 2 пати, вие сте 3 пати, вие сте забегале. Види, јас... Ако дозволите да ве зафркнам. Да, многу пати сум кажал. Значи, ние во Македонија, кога одлучуваме да направиме промени, ние велиме од ова лошо малце помалце или малце повеќе, бидејќи не знаеме да прецениме. Сега се разбира, одредена група на луѓе од стотици илјади луѓе имаат лични интереси. Јас ги викам мизерни, мали интереси, некој вработен, некој ќе земи 20-30 илјади, 40 илјади, мисли дека го решил проблема во живото, а од друга страна све се уништува. Стесте, Скопје е неподнеслив за живење, бидејќи го кажам, ова ми се случи во последни 3 недели, на 2 пати сат и пол да не можам да влегувам во Скопје, да стигнам до собрание за сат и пол. И денес ова што ми се случи во јавниот сообраќај, во автобусот, и да не кажам дека не работеше автоматот за да скенираш картичката, па сите се деревме цело време. Значи, и се разбира, и немаше карти, и автобусот не продаваше карти, бидејќи му се потрошиле. Верим, Македонија пополека, но сигурно, и ние како граѓани живееме во една мала лудница, кој што е креиран од политичките банди, од партиите што ги спомнав. Мора да менуваме и не гледам среќни граѓани, освен тие лопови политичари, бизнесмени лопови кои што се обогатиле преку ноќ со крадење, уживаат во тендери и за жал
ми е многу жал да кажам дека Македонија ние не живееме, ние преживуваме, ние страдаме. Живееме во пеколо наместо да живееме во рај. Скопје како Скопје, но сепак не е нешто екстремно големо како што е Истанбул, например, па да има толку време да се стигне од крај до крај. Еве спомнавте вие некој ваш пример дадовте, за за еден час се стига Скопје Кавадарци, а час и по ти треба ни Скопје тука. Ти треба, не дај Боже, да тргнеш од Сарај, да треба да одиш Драчево, кога ја викаме Шпицем негде 3-4. Ова ми се случи негде околу 1 час, 13 часот, 13. Значи тогаш се креира една огромна гужва. Не знам што се случува, како се случува, но стално тоа не се случува и мислам не само Скопје и другите градови, и помали да не зборам Тетово, Битола и други градови. Хаос е све направено, така да не баре во Македонија стрекни граѓани помеѓу нас, помеѓу обичниот граѓан, баре помеѓу овие лоповите. Господин Јорго, да ве запрашам, дали сето ова што ни се случува впрочем е резултат како можеби поданички менталитет значи создаден со векови што веќе се угнетува македонецот 5 века, знаете дека сме биле под турско робство, дали тоа можеби влие некако? Види, јас не знам покрај 5 века и повеќе под турско робство, српско робство, бугарско робство и така натаму се разбира од 45-та живееме слободно во Социјалистичка република Југославија федеративна. Ние денес наводно живееме слободно, али не живееме слободно. Ние секогаш сме под робство. Не сме уште навикнати. 5 века, тоа се 6-7 и пред тоа не знам како живееле луѓето. Значи, за жал. Прво најважно образованието. Образованието број 1. Луѓето да се образуваат, да не бидат слепи и послушни на големите медиуми кои што му го перат мозокот секој дневно дека овие владеачки партии или опозицијата што има 20-30 протеници и повеќе и владеат во државата преку општините, преку општините и централна власт се разбира владата кој ја составува, дека тие се секојаш на власт. Овие три политички структури, значи СДС, ДПМН, ДУИ, и гледаш со нив собираат негде таму 50-60 коалициони полтронски партии. Значи тие што нас не уништуваат и автоматски ние како луѓе прво треба да се образуваме, мора да си писмен, да имаш занает, дали си бравар, дали си електричар, дали си доктор, дали си учител, професор, судија, не е битно. Треба да се образуваш не само по диплома, не само да бидиш доктор на науки, да се образуваш овде во главата, во тиквата што викам, за да размислиш зошто ова ни се случува, зошто имаме поданички, поточно робовски менталитет и зошто дозволуваме 35 години во слободна држава, која билам слободна символички, не е слободна, почнувајќи од државата и институциите окупирани од политички криминалци, ние треба да се освестиме и да кажеме вака. Сакаме да имаме врвна економија, врвно здравство, врвно образование, инфраструктура и животна средина, сакаме да имаме високи пензии, сакаме да водиме грижа за болни, стари, изнемоштени луѓе, луѓе со посебни потреби, деца и возрастни и така натаму. И бидејќи тоа сакаме да земиме еден пример. Пример ќе земиме од Данска, Финска, Норвешка, од држави што се напредни. Добри примери. Не, сигурно. Ќе земиме пример. Јапонија не е бито која држава во светот. И ќе кажеме ние вака сакаме. Ако сметаме дека во Америка има најдобра економија, сакаме да ја копираме економијата на Америка и на Швајцарија, пример се збору. И ќе работиме на тоа. Значи во секое поле треба да размислуваме да бидеме во најдобрите. Бидејќи кога сакаш да бидеш светски првак во спорт, можда нема да станеш светски првак, ама ќе бидеш 3, 5, 10. Подобро 10 и 15 во светот да бидеш, него само да бидеш некој си локален мангуп или првак на македонец. Значи целта треба да ја поставиме и можеме, имаме супер интелигентни луѓе во Македонија.